Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со емисијата Ваш термин, понеделник, 17:10. Тука сме за вас за да поразговараме за оние проблеми кои што се однесуваат во секојдневието, а се разбира го засегаат вашето здравје. Денеска малку ќе посветиме внимание на понежниот пол, на жените, меѓутоа малку ќе повозрасната популација и со доктор Елизабета Миланова, која што е специјалист, гинеколог, акушер и ни доаѓа од Промедика Медикал Центар, ќе поразговараме за постменопауза. Малку ќе кажеме избор-два за климаксот, за менопаузата, меѓутоа повеќе ќе се задржиме на постменопауза како една состојба кај жените која што настапува некаде се проценува дека е нормално од 45-та до 55-та година, меѓутоа сепак е тоа индивидуално и за сите овие работи ќе доктор Бети е тука да ни каже нешто повеќе околу тоа. Меѓутоа пред да поздравам доктор Бети, ќе замолам од режија да пуштате еден прилог кој што на некој начин ќе ни се поврзе со темата, потоа ќе се вратиме повторно во студиото. Жешки бранови, зголемување на телесната тежина, несоница, нервоза, необјасневи промени во расположението, сексуални проблеми, уринарна инконтиненција, отсуство на менструација. Менопаузата е пресвртна точка во животот на секоја жена. Тоа е неизбежна природна појава проследена со телесни и психолошки промени кои варираат од жена до жена. Особено е полезно жените да се информираат што точно ги очекува во менопаузата, како и за различните опции кои им стојат на располагање во случај да им биде потребна помош за полесно поднесување на симптомите и евентуалните последици. Менопаузата, позната и како климактериум или втор пубертет, го означува крајот на менструацијата, а со тоа и можноста жената да раѓа и да го проширува семејството. Менопаузата се дефинира како состојба на отсуство на менструација во текот на 12 последователни месеци. Завршувањето на репродуктивниот период е резултат на намаленото влачење на женски хормони, естроген и прогестерон од јајниците. Транзицијата од плодна во неплодна состојба кај жените се случува постепено, во текот на неколку години и е последица на биолошкото старење. На крајот, јајниците веќе не произведуваат јајце клетки и жената не може да остане бремена. Почетокот на менопаузата е строго индивидуален. Најчесто настапува меѓу 45 и 55 годишна возраст, но има и жени кои влегуваат во менопауза во 30-тите или 60-тите години од животот. Се смета дека просечната возраст на која жените стапуваат во менопауза е 51 година. Никој не може да прогнозира кога точно една жена ќе влезе во менопауза. Но општо прифатено е дека менопаузата кај жените настапува на приближно иста возраст како кај нивните мајки. Менопаузата по 40-та година се смета за нормална и природна. Но кај некои жени може да настапи порано како последица на оперативно отстранување на јајниците или хемотерапија. Менопаузата, која настапува пред 40-та година, независно од причината, се нарекува предвремена менопауза. Пушењето има големо влијание на почетокот на менопаузата. Пушачките влегуваат во менопауза неколку години порано од непушачките. Менопаузата се сврзува со одреден датум, денот кога изминале 12 месеци без појава на менструално крварење. Но прифатено е зборот менопауза да не се однесува само на одреден ден, туку на целиот преоден период околу менопаузата, наречен перименопауза. Во месеците или годините кои водат до менопауза, кај жените се појавуваат најразлични симптоми, меѓу кои најчести се нередовна менструација, жешки бранови, ноќно потење, уринарна стрес инконтиненција, главоболки, сувост на вагината, ниско либидо, сува кожа, промени во расположението, забавен метаболизам,
зголемување на телесната тежина, проблеми со спиењето, недостиг на енергија, депресија, вознемиреност, болки во зглобовите. Овие симптоми се појавуваат кај околу 70% од жените во менопауза и варираат од жена до жена. Намаленото ниво на естроген го зголемува ризикот од срцеви болести и остеопороза. Во оваа фаза од животот, жените треба особено да внимаваат на исхраната и да останат физички активни. Ева сме повторно назад во студиото, почитувани гледачи, како што можевте да забележите од прилогот, накусо во кратки црти, некако ве информиравме што ќе биде денешната тема, меѓутоа секако дека поопширно за секое прашање овде со мене во студиото. Одговорен доктор денес за денешната тема е магистар доктор Елизабета Миланова, која што е специјалист гинеколог акушер и ни доаѓа од Промедика Медикал Центар. Доктор Бети, драго ми е што денес си овде со мене во студиото да поразговараме малку еве за понижниот пол, за онаа повозрасна популација која што се соочува со постменопауза. И мене ми е навистина драго, Виолета, што ме покани. Поздрав до вашите гледачи. Ова е стварно еден период кој што е многу природен, многу физиолошки, кој што се јавува кај жената и е очекуван. Значи, е во склоп на хормонални пореметувања кои што се случуваат кај на жените и во пубертетот. Значи, само што е опозит, односно спротивно, тогаш во пубертетот доаѓа до покачување на хормоните, а сега доаѓа до постепено намалување на хормоните. Така да денеска би зборувале и би им кажале на нашите пациентки кои се симптомите, кои симптоми можеме да ги превенираме, што е тоа што можеме да го лекуваме ако навистина им создава потешкоти, и воедно би зборувале значи за таа старосна група која што ги опфаќа овие пациентки. Значи, ако зборуваме навистина за климактериумот, општ еден термин е. Сакам да ги разграничиме, се извинувам што ќе прекинам, значи што значи тоа климактериум или климакс, што значи менопауза, а постменопауза што значи, бидејќи некако кога ќе се каже менопауза општо, и ние мислиме дека тоа е тоа веќе кога нели жената веќе нема месечни циклуси, почнуваат сите оние промени во незиното тело, значи тогаш вие ќе ни кажете кои се тие специфични ризични заболувања кои што може да се јават, како на пример со срцето, коските и така натаму. Меѓутоа ред по ред. Ајде да ги разграничиме оние три термини: климакс, менопауза и постменопауза. Вака, климаксот е еден општ ентитет кој што го опфаќа преодот од репродуктивен период на жената или можност кога може она да забремени, период кога може да забремени, и преод, значи кон еден период кога веќе тоа не е возможно. Тоа е еден општ ентитет. Сега е поделено на перименопауза, на тие три дела кои што ти ги спомена таму, менопауза и постменопауза. Што значи перименопауза? Перименопаузата е значи еден период кој што и претходи на менопаузата. Што се случува тогаш? Тогаш се случува, значи, постепено намалување на естрогените, прогестероните хормони и андрогените хормони, тоа се машките хормони, кои што исто така се важни за действијата кои што се случуваат во организмот на жената во репродуктивниот период. Токму поради тоа што, да не останам должна, тестостеронот е оној кој што го покачува либидото, кој што е одговорен за либидото или желбата за секс кај жената. Значи, во овој период доаѓа до постепено намалување на естрогенот и прогестеронот и токму поради тоа доаѓа до ирегуларни циклуси, значи ненавремени менструации. Исто така почнуваат оние први симптоми кои што ти ги спомена, значи потење ноќно, топли бранови ги викаме, па инконтиненција може да се јави, значи сето тоа се случува во перименопауза. Но перименопаузата се карактеризира со ановулаторни циклуси или циклуси кога не се создаваат јајце клетки. Значи секој месец не е облагороден со можност да жената остане бремена. Значи овој период може да биде еден, па да нема три, па пак така. Значи се нерегуларни циклусите и овој период може кај некоја жена да започне 10 години пред менопаузата, а кај некоја да биде за неколку месеци. Значи нема
Значи тоа е индивидуално, така. Да, тоа е комплетно индивидуално и често се поклопува со генетиката, најчесто со мајката, и ти го спомена тоа. Така да во перименопаузата се случуваат сите овие симптоми и почнуваат оние симптоми кои што исто така можеме да ги превенираме и да ги лекуваме. А менопаузата е комплетно, значи конкретно верифициран период. Трае точно 12 месеци аменореа. Што значи тоа? 12 месеци континуирано пациентката да нема, односно жената. Тоа е тој дел менопауза. Менопауза и тачно се знае, година дена кога веќе немаме циклус. Нема. После таа година дена настапува постменопаузата која ги носи сите оние потешкоти за кои што ќе зборуваме, а кои што можеме да ги третираме. Така. Кои се потешкоти се јавуваат кај жената во менопауза, исто е добро да потенцираме, освен оние нели потења, топлини, претпоставам дека имаш и во прилогот многу симптоми, главоболки, повраќање, сето тоа е нормално да се случува? Опаѓање на косата, истенчување на кожата, посебно атрофија, истенчување или застарување, аз велам на генитоуринарниот тракт кај жената, кој што така специфично и доведува до реперкусија врз незината сексуална желба, врз сексуалните односи, значи има болки, и ги избегнува сексуалните односи, па оттаму доаѓаат и стресовите во семејството, несогласувањата со партнерот, па дури и депресивни атаки, на кои што ние секако, пак ќе повторам, можеме да влијаеме. Така. Ајде тука ќе се обратам и до нашите гледачи, значи со мене во студиото е магистар доктор Елизабета Миланова, која што е специјалист гинеколог екушер. Ние говориме денес за постменопауза, меѓутоа секако нели ако имате било какво прашање поврзано со проблемите нели на жената, може да се јавите, да се приклучите во нашиот разговор, да поставите некое прашање, тука е доктор Бети нели да ви даде одговор и насока како да го решите вашиот проблем или дилема која ја имате. Како да започнеме сега? Да започнеме веднаш со постменопаузата, кога веќе ќе настапи? Што еве кога кај вас една пациентка ќе дојде и вие веќе велите готово започнала постменопауза. Што и советувате? Значи, она што е најбитно, што и советувам, е да внимава или да се прегледува кај кардиолог. Кардиоваскуларните заболувања се многу чести во овој период, токму поради тоа што со намалување на естрогенот, сем што доаѓа до овие атрофични промени кои што ги напоменавме, доаѓа и до намалување на кртоста, на еластичноста на крвните садови, па они стануваат крти. Воедно исто така доаѓа до менување на метаболизмот на мастите, липидите, холестеролот, лошиот холестерол и добриот холестерол го знаат нашите пациентки, поној лошиот се качува во тој период, па постои исто така и опасност од појава на артериосклероза, значи хипертензија може да се јави во тој период. Естрогенот делува врз метаболизмот на гликозата и во случаи кога ќе имаме дисбаланс, односно пат на естрогенот, можно е исто така и да се појават и диабет, во зависност од тоа кој тип на диабет ќе дадеме или глибедал или ако инсулин зависен диабет ќе биде потребен инсулин, но не кажавме дека не треба да се изненадуваат од зголемувањето на телесната тежина во тој период, токму поради ова што реков естрогените како делуваат на мастите и на шеќерите и натрупување на друг дел од телото, викаат на средината. Значи на средината на телото, околу струкот, и сето тоа значи изискува една убава исхрана, богата со зеленчук, со овошје, доста вода или незасладени чајови, шетање, возење велосипед, пливање, сончање и така натаму. Следно заболување кој што така исто така битно и можеме и да го превенираме и да го лекуваме, тоа е остеопорозата. Како ќе ја препознаеме? Со остеодензитометрија. Так, имаме гледач. Ајде ќе продолжиме да го вклучиме гледачот. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Поздрав до гостинката. Имам едно прашање. Повелете, да слушаме. Вака, имам 72 години. Така. И имам хемороиди. Така. И надворешни и внатрешни. Меѓутоа, многу чувствувам болка во кичмата.
и од левата страна ме боли, со бубрези сум добра. Бев 2 пати на гинеколог, ми викаат добра си. Меѓутоа и кога мокрам нешто ме пржи, ме пече, а имам згручување, дедимерите ми се покачени доста. Па ми рече докторката, имаш некое воспаление. И сега бев 2 пати на гинеколог, не ми го најдоа воспалението. А нон-стоп ме боли крстот, кичмата, како да ви кажам. Од левата страна поточно. Така. Кај да се обратам на кој лекар? Добро, еве остане... Дали има, тоа придонесува за згручување, за дедимерите? Добро. Иначе немам проблеми со вените. Добро, ви благодариме. Доктор Бети многу убаво ве слушна све што кажавте. Останете да слушнете што ќе ви посочи како совет. Пријатно. Пријатно, ви благодариме. Значи, сите овие симптоми кои што ги насочивте, воедно се во склоп на посменопаузата, сето ова, се надевам дека е така, сето ова што го кажавме, започнавте со хемороидите, започна пациентката, гледачката со хемороидите. Тие хемороиди може да ги носи и од младоста, значи такво нешто може да се лекува на друг начин. Но таа болка, тоа печење при мокрење и така натаму, значи бара една уринокултура, еден преглед на мокрачата, да се види кој е присутен, која бактерија, дали воопшто постои бактерија или пак е последица на овие атрофични промени кои што ги кажувавме. А што значи тоа? Застарување. Промени така да се чувствува? Може почесто, значи и дури има и ноќно мокрење, нели рековме, неможност да се задржи мокрачата, да. Што се случува? Значи, не само што остарува оној плочес епител кој што го имаме во вагината и во уретрата и во бешиката, исто така остаруваат, застаруваат, ајде да поразбирливи да бидеме, мускулите на карличното дно. И може да дојде и до спад, може да дојде и до неволево испуштање на мокрача, спад на гениталните органи, ако ме разбра. Болката во кичмата, болката во кичмата може да биде една едноставна лумбоишалгија. Значи ние без рентген снимка не можеме да кажеме која е причината. Така да сега каде да се обрати? Вака, бидејќи станува збор за повеќе работи. Така, она има 72-3 години и кај неа би требало да се направи една остеодензитометрија. Зашто? Затоа што може најчести фрактури во текот на оваа постменопауза предизвикане од остеопорозата се во лумбалниот дел на кичмата, значи токму кај што има она болки, или во колковите, или во подлактицата. Така да може една снимка рентген да се направи остеодензитометрија. Да се испита урина, да се направи една уринокултура, па ќе видиме што ќе добие. Може слободно да дојде во Промедика да ви ги донесе резултатите, ќе кажеме што понатаму. Така, или ако сака еве да дојде кај вас, пак може да се јави во телевизија Сонце, ќе го добие првото од Промедика, ќе се закаже термин за преглед. И се надевам дека сето она што е како проблем може што да дадеме и терапија. Така, да. Ако се толку големи проблемите. Така. Ние стигнавме негде до оние проблеми со здравјето кои што се јавуваат во постменопаузата. Зборавме за остеопорозата, ми се чини. Така. Што требаше уште да докажеме? За остеопорозата ќе докажеме следно. Дали ме интересира само дали секоја жена која што е во постменопауза се соочува со остеопороз? Значи, една од три ќе има остеопороза. Од што зависи или тоа? Пак и тоа индивидуално. Едноставно генетски е, едноставно зависи од конституцијата, но зависи и од другиве фактори. Дали е пушач, дали има автоимуни заболувања и прима кортикостероиди. Тие тие исто допринесуваат. Архитектониката или градбата на коската ја намалува примената на кортикостероидите. И самиот пат на естрогените ќе ја влоши состојбата. Понатаму, исто така, и пациентки кои што не внесуваат калциум доволно во исхраната, нели? Во исхраната не внесуваат калциум, не внесуваат доволно витамин Д, не се сончаат, сите тие имаат, значи, како да кажам, можно е кај нив да се јави остеопороза, така да тие се во таа една жена од 3 жени. Сега како ќе превенираме? Многу едноставно. Значи,
Пак ќе ја повторам, остеодензитометријата, да видиме дали станува збор за остеопенија, лесно намалување или разрачување на коската, или остеопороза, која што веќе бара бифосфонати, лекување со бифосфонати, со препарати на калциум, со D-витамини, и реков дека прошетки, физичка активност, сето тоа може да ја ублажи болката, но тоа го знаат ортопедите, они точно даваат бифосфонати, тие се моноклонални антитела и така натаму, кои што помагаат исто и кај многу сериозни заболувања на коските и се благопријатни кај остеопорозата. Значи, за да ги заштитиме во подоцнежната возраст, ба кажеме 81 година и понатаму, да ја заштитиме жената од фрактури. Најчести фрактури се во тој период, околу 80-тите години, на колк, на подлактица, кога веќе тешко се санира. Да, затоа што денеска еве просечниот живот на жената се смета дека е до 81 година на светско ниво, а се смета дека до 2031 година ќе биде 85 години. Од таму произлегува и важноста за грижата кон здравјето на посменопаузалните жени. Значи, настанува една експанзија на популацијата посменопаузална. И токму поради тоа ние треба многу да се грижиме. Значи, во надворот Македонија лекувањето е многу лесно со хормон заместителна терапија. Кај нас се избегнува сето тоа. Зошто? Зависи од менталитетот. Значи, зависи од тоа дека често пати се ако примам хормони, јас ќе добијам карцином. Напротив. Да, знаете што, да, и јас читав многу информација околу тоа, бидејќи нели како новинар секогаш кога се подготвувам за емисиите, морам да бидам информирана. И читав дека да, примањето на хормоните значи може да доведе до канцер, посебно ако има некој нели проблем со јајниците, со дојките, ако има цисти. Дали тоа штети? Така? Значи, само со дојките. Кога ќе дадеме хормон, заместителна терапија, битно е веднаш да направиме мамографија. Така. После една година повторна мамографија се прави, значи на една година. Да, навистина да се укажува на сите оние кои што секако пред да го дадеме хормон за. Инаку нема никаква опасност од карцином на јајниците, ниту туку дури има и студии во светот кои што велат дека за 1/3 го намалува карциномот на дебелото црево, колоректалниот карцином. Ја намалува и појавата или ја одложува појавата на Алцхајмеровото заболување и дава виталност, јачина на жената, значи снага, енергија во текот на денот, ја оттргнува од оние мисли кои што се депресивни, за психолошките реперкусии не зборувавме, можеме да позборуваме, значи и на тој начин жената повторно се чувствува млада. Значи, сувоста во вагината се намалува, кртоста, повторно може да има сексуални односи, така, болката при сексуални односи, при гинеколошки преглед воопшто не постои, а лекувањето е со локална естрогена крема. Ние се обидуваме, значи, и да лекуваме со локална хиалуронска крема, така, да, да ги олесниме сексуалните односи со лубриканти, но естрогената крема се става еднаш до 3 пати во неделата, така да ги ублажува сите тие симптоми. Што прави уствари всушност естрогената крема? Го здебелува плочистиот епител. Само локално делува? Локално делува, да. Ја даваме локално. Но рачунаме, сметаме дека пациентката веќе кога дошла до посменопауза, кај неа е диагностицирана раничката на грличот на матката, на пример да кажеме, и е разграничено зашто станува збор, лекувана е таа раничка. Ако има спирала извадена, за да не направи понатаму загнојување во матката. Не се чести тие пациентки кои што во стара возраст доаѓаат со спирала, значи во тој период им препорачувам на нашите пациентки, нашите гледачки, нели, да се извади, да се отстрани таа спирала и ако имало миом дотогаш, нели, се следел повторно да се знае и се знае точно не е отстранет. Значи се знае точно дека има миом, кој што подејства на недостатокот на естрогени и прогестерони хормони ќе се намалува сега во посменопаузата. Тој не расте. Ако се види дека расте, во тој случај потребно е отстранување. Значи тоа е
често пати ќе дојдат пациентките кои што имаат вагинална сувост и веднаш крварење имам. Значи не мислиме ние секако на најсериозното во прв момент. Така. Гледаме, правиме една вагиноскопија, колпоскопија, бидејќи под дејство на недостаток на тој хормон естрогенот, се истенчува ѕидот, настануваат рагади или ранички на вагината. Така. При една вагиноскопија ги гледаме, правиме ултразвучен преглед горе, значи на матката, на сршта на матката. Ако е поголема од одредени димензии, потребно е клиничко испитување, значи киретажа. Так. Ако се јави некој крварење, значи апелот мој е веднаш на гинеколог. И покрај тоа што пациентката треба да си се прегледува, односно жената во постменопауза да си се прегледува еднаш годишно. Зошто ќе ја следиме еднаш годишно? Значи следењето е да не се јави некое посериозно заболување. Ако веќе сме расчистиле со онаа спирала за која што зборувавме, и така натаму. Значи многу е тоа битно. Посебно сакам да обрнам внимание кон оние пациентки кои што имаат и висок притисок, кои што имаат диабет и кои што се покрупни. Значи тие пациентки редовно да одат, значи него доволно еднаш годишно да се направи ултразвук на сршта на матката. Така. Обично кога ќе дојде постменопауза, најчесто жените велат готово, веќе заврши животот. Завршија сите оние проблеми кои што можеме да ги добиеме, во однос на проблемите и заболувањата, пак некако потешко одат на гинеколог. Што се може да се случи како проблем или заболување кога веќе сте во постменопауза? Може ли тогаш да се јават некои посериозни заболувања? Како не може? Може. Значи, може да се јави карцином и на грличот на матката. Треба ли тие да прават редовно пап тест? Да, за нив зборувавме. Дали треба редовно пап тест еднаш во годината да прават? Заедно со затоа велам малку да ги информираме дека не престанува посетата на гинеколог и оние редовни прегледи и испитувања. Касно е ако пациентката дојде и ми каже имам крварење, а јас видам еден дебел ендометриум кој што е, да кажеме, сериозно заболување. Веќе е касно. Така да, затоа еднаш годишно е потребно да се прави ултразвучен преглед, Папа Николау преглед, па ако има потреба и вагиноскопија, тоа е значи гледањето на вагината и грличот на матката со зголемување 40 пати. И тоа не е некој проблем. Значи, самата жена треба да му се радува на овој период кој што доаѓа, затоа што сега едноставно е свртена кон себе си. Така. Она е свртена кон своите таленти, нема менструации повеќе, репродуктивниот период завршил, значи има деца, родила, можно и да нема, но сепак хормоните се излачиле до тој период. После тоа она може да се негува, да ужива во животот. Така да не е ова период кој што е озлогласен, него е прекрасен период. Кога конечно жената може да посвети внимание сама на себе си, да се дружи, да сака, да одгледува цвеќе, животни, растенија, сето она што го пропуштила во оној период кога ги гледаше децата и кога се бореше за својата професија, за својата едукација. И сега е навистина во еден прекрасен физиолошки и нормален период кога може да го чини сето она што го сака, да се дружи, да иде во театар, се што она сака. Сето тоа ќе ги ублажи овие симптоми за кои што зборувавме, како што се нокните потења, како што се промената на расположението, значи тие психолошки проблеми кои што ги носи недостатокот на естроген. Значи психичките проблеми се исто така многу јаки. Но има, доктор Бет, има жени поедини, кои што многу тешко го поминуваат овој период. Така е. Како што кажавте, вие имаат и психички проблеми со депресии, со многу тешкоти кои што некако тешко се надминуваат. Што им советувате тогаш кога веќе навистина толку многу психички лошо ќе се чувствуваат? Што треба да направат? Дали треба можеби некои таблети за смирување да пијат? Што? Каде да се? Не таблети за повеќе да бидат физички активни, што како да го надминат? Се до тоа бидејќи навистина има големи тегови, така. Врвот на
тие пациентки кои што можат да добијат депресија се оние пациентки кои што имале после породилна депресија. Така. Најчесто кај нив се јавува имале тежок предменструален синдром. Како што може би било потребно да се дава дури и терапија од тие 10 дена. Обично даваме и терапија во тој период. Така да лекувањето не е со седативи. Така. Туку лекувањето е, ако станува збор за една лесна депресија, која што секако ќе оцени психијатар, тогаш доволно е да се дава таблетарна терапија, естроген и прогестерон. Секогаш е таа комбинирана и содржи многу мала доза и на естроген и на прогестерон во рок од 5 години. Така. А понатаму, од менопаузата, од оној период 12 месеци без менструација, до 5 години се дава хормонална терапија. Но ако депресијата е појака, како кај овие случаи што ги кажавме, ако води дури до недостаток за животна желба и така натаму, во тој случај се употребуваат антидепресиви, тоа не е ништо страшно во денешен период. Значи, толку добро антидепресивите ги лекуваат сите тие проблеми, но ние работиме во склоп, во заеднички со психијатрите. Сега, бидејќи знаеме дека и претходно кажавте и во прилогот споминавме дека храната и физичката активност имаат многу важна улога во овој процес на стабилизирање на жената, нели, за да не ги чувствува сите овие потешкоти и симптоми кои што ги наведовме. Кај некого се кажавме можеби помали, кај некого поголеми, кај некого пократко трајни, кај некого подолго трајни. Колку е важно, бидејќи обично кога зборуваме, нели, за постменопауза, менопауза, секогаш велиме повеќе физичка активност, ето тоа, нели, да малку да навистина ли е важна толку физичката активност и храната за да навистина овие симптоми се ублажат? И што е препорачливо? Значи, колку, дали секојдневна физичка активност по половина час, како вие препорачувате? Како се тоа да се одвива? Не како јас препорачувам, како препорачува Оксфордскиот универзитет, на пример да земеме, три пати неделно барем појака физичка активност, инаку или секојдневно пешачење, тоа ќе ја превенира и остеопорозата, а и ако е пешачењето во природа, тогаш навистина ќе донесе многу убави чувства кај пациентката и секако дека ќе се намалат сите, ќе се ублажат сите оние симптоми за кои што зборувавме. Значи, она треба да го очекува овој период како нешто добро за неа. Да не биде толку, да не го доживува толку стресно и лошо, за да и полесно не би го требало. надмине на некој Само начин. да ги утишиме, ако се многу агресивни некои симптоми, а за тоа има лекарства, значи постои терапија и да не биде така бурно сето тоа. Ако се јават тие депресивни атаки, секако имаме повторно лекување. Ако локално се јави таа атрофија, повторно локално можеме со 0,5 грам на естрогена маст да го решиме тоа. Значи, за се има начин да се лекува. Значи, секој симптом кој што го носи баш оваа постменопауза, и јас мислам, повторно кажувам, е еден од најубавите периоди во животот на жената. Сега кога сме кај физичката активност, тука јас би сакала малку да се вклучам, бидејќи еве и од денеска, значи наши поддржувачи на емисијата Ваш термин, токму кога станува збор за физичката активност, се Fit One, кои што се наши покровители и поддржувачи, и еве конкретно се грижат за моето физичко здравје, значи да можам сите овие, нели, психички оптеретувања како новинар, кој што постојано, нели, новинарската работа ни е повеќе седантерска и пред компјутер и истражувачка, да малку станам физички активна, па сите оние кои што, нели, сакаат да ги посетат, нели, локациите кои што се на Fit One, им нудат одлична програма, значи имаат Fit Aerobic, Step Aerobic, Zumba Fitness, Pilates, кои што се навистина многу и tekako добри за една жена во една ваква состојба. Може да посетат нивната веб страница и да си најдат локација која што им одговара. Претпоставам дека е добро, доктор Бети, да се занимаваат и со некои вакви активности кои што има на многу, нели, ни нудат многу вакви фитнес центри кои што се во нашиот град. Дали е добро? Добро, и пилатесот е добар. Значи, само прво треба да се остеодензитометријата, значи, да се направи. Да се консултира да се види дали кога воопшто веќе постои остеопороза.
Дали сепак се кога даде се вежба, да терапија? се вежба внимателно, да не се Да. форсира, Да. заради тоа што сепак нели мускулатурата и коските не се онакви кои што Да, малку сега кога рековме сме дека биле се млади. разречени, Така. но и возењето велосипед Така, е и тоа добар. е добро. Имате таму статичен велосипед, Да, нели, да, во фитнес понатаму пливањето, пешачењето, има таму исто и трака, Така. каде што вежбаш. Така да не е ништо што не може, а пливањето е посебно добро за секој мускул, за секој дел од телото, така да може да искористат летно време тоа Так. или пак во нашите базени кои што се исто топли. Така. Кои други симптоми кои што би требало малку да не загрижат кога станува збор за менопаузата, за постменопаузата, кои што може да ни најават дека нешто не е во ред со нашето здравје, нели, на Ги споменавме, репродуктивните значи органи. најалармантна е Така. психичката состојба, Добро. која што треба да се лекува. Значи, психијатарот, кај некои жени е баук, но веќе чувствувам дека живееме во оној период кога голем дел од моите пациентки ги посетиле психијатрите, дадена им е терапија, така да не е ништо Значи, страшно, тоа е доста алармантно. Така, кај значи сепак остарите овие особи. другиве, како да кажам, проблеми здравствени ќе се појдени или кај интернист ќе се провери Да, состојбата на да. срцето, коските, Да. меѓутоа психичката состојба навистина е поспецифична. Битно. Ме интересира бидејќи споменавме дека е нормално да почне од 45 до 55 година. Многу има, барем денес некако, бидејќи некако границата за се се намалува, па и за овие проблеми. Што ако некој нели влезе во постменопауза на 40 години, под 40 години? Има ли тука, бидејќи нели сепак е тоа една бројка која што, како да кажам, е многу пониска од онаа вредност која што е максимална. Што е тука, треба ли тие жени повеќе да обрнат нешто внимание на своето здравје? Има ли разлика од 40, например, и еве 50 години кога веќе навлегувате во постменопауза? Значи, тоа е прерана менопауза, Така. фертилната мокна, Така. кај таа жена е намалена и она не може повеќе да остане трудна ако менопауза веќе Така. настанала 12 месеци и подобро е да дадеме веднаш хормонска терапија, која што рековме во себе има и естроген и прогестерон, ако таа предвремена менопауза не е од вадење на матка и јајници. Нели? Така. На 40 година, тогаш даваме само естроген. Во тој случај, хормон заместителната терапија, бидејќи имаме подолг период до 81 година, нели, Така. средниот век, во тој период ќе си дадеме подолго време хормонски заместителна терапија. Може на пациентката да дадеме и фитоестрогени, но тие имаат помало дејство. Така. Сакам да напоменам дека и естрогените и прогестероните во малата таблета која што ќе ја испијат, и тие се од растенија создадени. И тие се фитоестрогени. Само што се со концентрација која што е точно определена, дневна концентрација за таа пациентка која што е во предвремена менопауза, сега Така, за неја така, зборуваме. Но од тие фитоестрогени навистина има доста растенија кои што имаат хормони во себе, тоа се, да кажеме, црвена детелина, црни бобинки, така натаму, но ги има на пазарот и А може ли со да се ги консултација. консумираат како чај? Пример, Можно е, може делуваат сето и на тоа. тој начин? Да, али, но, рековме, еден Во преглед... консултација, така. Да, прво, Папа Николау, ехо и така натаму, да се видим и да се... Самиот гинеколог ја осеќа психичката состојба на пациентката во Така. првите неколку реченици. Така. И он е тој кој што ќе ја насочи пациентката кон Така. психијатарот. Некогаш е доволно кај една лесна депресија да дадеме таблети, хормонални. Така. Но кај потешките депресии со суицидални моменти, психијатарот е тој кој што ќе ја следи пациентка. Доктор Бет, еден момент сега додека разговарав, тоа кажавте, ако не е кај оние кои што се извадени репродуктивните органи. Ме интересира еве и за тие жени, да кажеме збор два, бидејќи што станува еве со една жена кога веќе нели ќе има некој проблем, кога мора да се извадат и матката и јајниците. Што
после тажина. Како уште е поподложна на сите овие заболувања со оглед на тоа или нема? Не. Она кај неа, бидејќи се извадени и матката, зборуваме кај пациентка која што поради некој проблем и на јајниците, и на матката морало да се извадат тие и двата органи, останува само вагината, која што сега бидејќи има недостаток на хормони, извадени се јајниците, така почнува да станува крта, може да се примени локално една хиалуронска терапија, не мора да е естрогенска терапија, која што прави навистина подобрување. И најчесто, ако станувало збор за посериозно заболување, кој што е причина за вадење на сите генитални органи кај жената, препорачуваме и се давало хемотерапија. Во тој случај не даваме хормони, но тука ни помага колагенот, хиалуронската киселина, која што локално ќе го зацврсти ткивото и таа пациентка има 40 години, но продолжува понатаму со својот живот, со сексуалните односи, нормално живее. Сето тоа е А кога станува збор за прегледите и контролите, дали останува исто? Да, зависи од тоа која е причината за екстракцијата на гинекологот. Гинекологот кој што оперирал кажува на толку време или пак оној кој што ја дал хемотерапијата или зрачењето, си имаат точен протокол по кој што си одат и се прегледуваат тие пациентки. Нема никаков проблем, дури и да е направен заради некое сериозно заболување, сето тоа. Ако е навреме? Навреме, да. Сето тоа. Доктор Пети, бидејќи нели во вашата работа претпоставам се сочувате и со лица од понешниот пол кои што треба да донесат на свет и бебиња, меѓутоа се соочувате и со пациентки кои што нели треба да влезат во менопауза и постменопауза. Кои се вашите согледувања вака околу која возраст кај нас жените влегуваат во менопауза? Има ли некоја вака статистика која што може да ни укаже на тоа една средна возраст, една средна бројка? Средна возраст е се намалува или не? Или исти се горе-доле? Со светските стандарди, 52 години. Значи, 52 години е најоптимално период. Како до нормално 58, се смета, така? Дури до 58, но ретки се тие кои што добиваат мензис или настанува таа менопауза до 58 години, негде 49-52 е средната карактеристика и во светски размери, така да јас мислам од моје искуство дека и ние сме тука. Обично порано велеле, ако порано се велеше, ако порано добиеш нели месечен циклус, порано и ќе ве напушти. Има тоа поврзаност или тоа се само... Тоа што ќе ме напушти зависи од тоа кога мајка ми... Значи, сепак е генетски. Значи, ќе не напушти тогаш најчесто прашуваме кога мајка ти имала последна менструација и се вклопува сето тоа. Значи, не сме го измислиле ние, да. Генетиката е во прашање, така да дури и со едно прашање кон мајката ние можеме да си ја предвидиме, да го предвидиме и почетокот на постменопаузата кај нас. Така. Сега бидејќи тука сме некаде на крајот, само со неколку реченици совет до сите оние жени повозрасни кои што не следат, кои што имаат вакви проблеми, по кратки неколку збора и совети како да се однесуваат впрочем во оној стадиум наречен постменопауза. Како еден заклучок да ги повториме. Па рековме, да ги повториме. Да си се однесуваат нормално, да го прават сето она што сакаат да го прават. Така. Ништо тоа не е скапо, нити кошта многу. Значи, дури да решат и да се негуваат, тоа можат сами да си го прават. Така. Да. Понатаму, рековме, да се шетаат, долги прошетки во природа, вежбање, но и здравата исхрана со доста течности. Повеќе течности, повеќе свежо овошје, свеж зеленчук. Риба, не многу месо. Така. Држат диети кои што се со многу месо. Не многу месо, значи здраво отргнување од сите тие
симптоми кои што ги носи постменопаузата. Доктор Бити, јас ти благодарам за денес. Се надевам дека еве во некое следно издание пак за некои други проблеми кои што и засегаат жените. Тука сум за вас. Так. Тука исто така и ќе им се обратам до нашите гледачи, ако некој нели сака да се види со доктор Елизабета, се разбира, која што е специјалист Миланова гинеколог од Промедика Медикал Центарот, можат да се јават во нашата телевизија, ќе му дадеме бројот и секако ќе закажат средба со доктор Миланова. Уште еднаш ти благодарам и ви посакувам успех во работата во Промедика. Благодарам многу. На ново место. Така да. Почитувани гледачи, тука ќе се разделиме денес. Ви посакувам убав остаток од денот. Имајте добро здравје, грижете се за вашето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.